Добро вечер. 31 март 2026 година. Ова е дневникот на КТВ телевизија. А во продолжение на станите кои го одбележаа денот. Поглед од висина за поголема безбедност. Територијалната противпожарна единица Кавадарци доби нов сојузник во борбата со пожарите. Донација од Ротари клуб Кавадарци. Оваа донација е символ на заедничкото дејствување. Кога технологијата и хуманоста ќе се спојат, резултатот е поголема заштита за сите наши сограѓани, беше порачано при денешното примопредавање на оваа значајна донација. Денеска на наше задоволство, Ротари клуб Кавадарци, заедно со председателот на Ротари клуб, со нивното членство, со раководството, едни луѓе кои што се насочени како здружение во делот на добротворни цели и континуирано донираат во делот на општествената одговорност, во делот е сега на пожарните, каде што директно ова значи заштита на граѓаните, заштита на имотот нивен и олеснување на работата на пожарникарите, што значи дека имаме еден дрон каде што ќе можеме да во радиус од 8 километри со висина од над 1000 метра да ги следат сите потреби на пожарната во делот на чад, пожар или да превенираат и на време да интервенираат. Јас само сакам да заблагодарам на ротарите, пошто ова не е ниту прва, ниту последна донација, искрена донација која што дава јавен интерес заштита на општеството, на граѓаните, на фирмите и на имотот. И сакам тука да покажам дека и нашите пожарникари кои што се на највисоко ниво во државата, една од најелитните територијални противпожарни единици со најмногу опрема, очекувам да овој дрон му олесни во работењето и да знаат соодветно да излезат на терен, поготово кога имаме пожари на отворени места и пожари во планини. Така да уште еднаш благодарам на ратеренството и очекувам да нашите пожарникари и оваа година, пошто сме на повидок на пред сезоната што се очекуваат пожари, да интервенираат превремено, да интервенираат во делот на времено и да немаме, не да Боже, непосакувани моменти. Па ајде да искористам можност најнапред да им се заблагодарам на членовите на Ротари клубот Кавадарци, што излегува веднаш на нашите барања. Овој дрон е сепак навен по нашите барања, што излегува на сусрет и има разбирање за нашите проблеми, ајде да не ги наречем проблеми, туку потреби. Со овој дрон сега можеме да покриеме многу поголема територија од претходно, нели, малку да зачуваме на човечка сила, но и Кавадарци е моментално има ридски планински предели каде што во текот на борбата со шумските пожари би сакале подобро да внимаваме за движењето на огнените стихии, така да на овој начин сега можеме да го контролираме многу подобро движењето на пламенот, а со тоа и самото можеме да ги распоредиме нашите сили по-правилно, че по-добро, се со цел за подобро изгаснување на истиот. Така да ваков дрон е и повеќе од важност моментално. Сега баш овој период кога ни почнува нели сезоната за летните пожари, но ќе го користиме и за патрулирање во слободните денови кога немаме интервенции, ќе го користиме патрулирање низ полињата за да видиме за несовесните палачи нели на пожари, каде што дронот има и таква добра техничка спецификација, значи така е направено, да директно видеоснимките ги пренесува во централа, така да се целото движење на дронот, се што се снима директно е во внатрешна мемориска карта, кој што сето тоа после може да се прегледа и се обработи. Рековме дека сме на самата старт од сезоната за шумските пожари, тоа значи да упатиме апел и за одговорно однесување на граѓаните. Па би го искористил овој момент и за едно предупредување, молба до нашите граѓани. Морам да кажам дека со текот на годините дека кавадарчани се будат. Значи бројот на пожари, на запалување, на оставување на страништа е се помал и помал. Би сакал да им се заблагодарам, но и сепак да упатам еден апел да продолжим со таквото одговорно однесување и виднина сепак се работи за нас, за чистиот воздух и за нашите деца. Ротари клуб Кавадарци е посветен на заштита на животот на населението и заштита на природата и една од приоритетните области. Ова не е прва донација која имаме кон општина Кавадарци, поспецифично кон територијалната противпожарна единица Кавадарци. Во минатото со Ротари клуб од Манчестер имаме веќе донирано едно половно возило за нашата територијална противпожарна единица. Овој проект кој што го работиме за тековната година е донација на еден професионален дрон кој што е со вредност некаде од 1500 евра. Ќе бидеме среќни доколку им олесниме на противпожарната единица
единица и на нашите пожарникари да полесно ја обавуваат својата дејност и да ни пружат поголема заштита. Иако ова донација е скромна по својот износ, сепак сметам дека е значајна и би требало да ги поттикне приватниот сектор, па дури и другите организации кои што се слични на Ротари, кои што работат, да имаат поголем удел во натамошното действување на и придонес кон нашата заедница. Исто така можам слободно да најавам дека Ротари клуб Кавадарци во соработка со останатите Ротари клуб од нашиот дистрикт спремаме и работиме на можност и се надевам дека ќе успееме на донација на уште едно поволно возило со кое што ќе ги зголемиме капацитетите на нашата пожарна. Кавадаричката болница ќе добие втора операциона сала со целосна опрема и нов дигитален рентген, најави на последната седница на Кавадаричкиот совет градоначалникот Митко Јанчев. 350.000 евра обезбедени преку ЕУ погранична соработка за отварање на втора операциона сала и интензивна нега со 4 легла. Плюс 220.000 евра обезбедени, у понеделник ќе го дефинираме, ќе го обелоденим и тоа на совет, од наша кавадаречка компанија која ќе ги даде донација 220.000 евра за болницата и ќе имаме 2 операциони сали. Втората операциона сала сега имаме една за хирургија, сега ќе имаме и втора со најсовремени, со најврвни и апарати и елементи и подови и ѕидови осветлување и најстерилни услови. И за прв пат ќе добиеме интензивна нега со 4 кревети и ќе имаме мониторинг комплетен до врв на интензивна нега. Сега ќе прашите кадар. Има кадар. Доаѓаат анестезиолози, доаѓаат гинеколози, доаѓаат хирурзи. Ево го нашиот екс-советник и заменик градоначалник Тони Нешковски е прекрасен лекар и прекрасен хирург кој што веќе воведе нови методи во општа болница Кавадарци. И примерот на Тони ќе го следат уште многу деца кои што ќе дојдат и ќе воведат таму. Актуелниот председател на совет воведе нова метода и гастроскопија и колоноскопија во општина Кавадарци. Тоа е благодет. Дигитален рентген вчера ние ветен дека ќе ни биде испорачен. Од неврологија треба ЕМГ апаратно да се врати и имаме човек на екс наш советник Зоран, неговата сопруга, невролог, која ќе го работи ЕМГ, нема да дремиш у Скопје по вратите. Комбиња спомна. Ја лично имам да дадено до сега 4 комбиња во општа болница, кои што коштат на 150.000 евра. Последно ги дадовме пред избори и намерно не ги направивме за пиар, пошто не сакав да го злоупотребам тоа дека е пред локални избори. Ете, со комбиња сме комплетни, со кадар комплетни. И за крај, уште 35 вработувања ќе добиеме до месец мај за општа болница за брза помош Кавадарци. Општина Кавадарци активно вклучена во унапредување на меѓуопштинската соработка. Општина Кавадарци учествуваше на консултативниот настан на тема унапредување и зајакнување на меѓуопштинската соработка во локалната самоуправа, организирана од Министерството за локална самоуправа и UNDP. Настанот обедини градоначалници, представници од општини, институции и меѓународни партнери со цел отворање на инклузивен процес за подобрување на законската рамка и поттикнување на поефикасна соработка меѓу општините. Општина Кавадарци е општина со најмногу активни договори за меѓуопштинска соработка. Со ова, општина Кавадарци ја потврдува својата посветеност кон развој на современа, ефикасна и одржлива локална самоуправа преку партнерство и заеднички иницијативи. Продолжуваме активно да придонесуваме во процесот што носат подобри услуги за граѓаните, велат од локална самоуправа Кавадарци. На повеќе локации во Кавадарци, јавното предпријатие Комуналец работи на терен со засилена динамика. Се реконструираат улици, се санираат прокопи и дефекти и се расчистуваат одрони и паднати дрвја. Јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци со засилена динамика продолжува со активности на терен, работејќи истовремено на повеќе локации низ градот. Во тек е реконструкција на улицата Бигла, со што се подобруваат условите за сообраќај и секојдневно движење на граѓаните. Во местноста Лукар, екипите активно го расчистуваат патот од одрони и паднати дрвја, овозможувајќи повторен пристап до изворите.
Паралелно се врши санирање на прокопи со асфалт на повеќе улици со цел побезбедна и поквалитетна патна инфраструктура. Воедно на улицата Видое Смилевски се работи на отстранување на дефект на главната водоводна линија, при што се поставува нов шибер вентил за посигурно водоснабдување. Со вакви координирани активности, јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци секојдневно придонесува за поуреден и функционален град. Одделението за внатрешни работи Неготино до основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе кривична пријава против АС 67 од Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело измама. На 19.2.2026 година во Неготино, пријавениот од 76 годишен неготинец побарал 4.000 евра за да му ги покаже на друго лице, со цел да докаже дека еврото е валидна валута во земјава, пошто не му ги вратил парите. На бргу, по преземени мерки, пријавениот е пронајден и лишен од слобода, пошто во службен разговор во полициска станица тој го признал делото, а било извршено и препознавање од оштетениот. Советот на општина Росоман вчера ја одржа 9-та вонредна седница. Советниците ја усвоија годишната сметка на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман и одобрија финансии за фудбалскиот клуб Росоман. Советот на општина Росоман вчера ја одржа вонредната 9-та седница, која на дневниот ред имаше само 2 точки. Председателот на Росоманскиот совет прво ја објасни итноста на самата седница, а советниците дадоа зелено светло дека истата може да се одржи. Прва точка на седницата беше годишната сметка за 2025 година за јавното предпријатие за комунална дејност Росоман. Овде се развија плодни дискусии, имаше и прашања на кои одговара и директорот на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман, но и градоначалникот Ѓорѓи Крстевски. На крајот, со 6 гласа за и 3 воздржани, точката помина, но дел од советниците најавија дека веќе на следната седница ќе побараат ревизија на финансиското работење на ЈПКД Росоман. Втора точка на дневниот ред беше барањето за финансиски средства поднесено од фудбалскиот клуб Росоман. Оваа точка беше на дневен ред и на минатата седница, кога беше изземена за да фудбалскиот клуб Росоман поднесе детален извештај каде и колку се потрошени претходно доделените средства од општината. Советниците го добија извештајот и овој пат беа речиси едногласни дека спортот во Росоман треба да се поддржи во рамките на буџетските можности. На крај, едногласно со 9 гласа за, советниците на росоманските фудбалери им одобрија сума од околу 560.000 денари, средства кои беа предвидени во општинскиот буџет за 2026 година. Кавадарчанката Дивна Пешик Грозданов со големо признание кога ликовната уметност е во прашање. Во изборот на 16 светски колекционери на уметнички дела, а во конкуренција на уметници од 47 земји, таа ја освои првата награда. Е најдобар стрелец на сите времења со малокалиберски воздушна пушка во Македонија, но исто така и светски признат ликовен уметник. Пешич Грозданов како најдобар стрелец на сите времења со малокалиберски воздушна пушка во Македонија. Зад себе има 37 државни рекорди во женска и машка конкуренција. Беше балкански шампион и 2 пати учествуваше на Олимписките игри во Сиднеј, Австралија 2000-та и Атина, Грција 2004 година и има постигнато врвни резултати на европските и светските надпреварувања. Во моментов таа е председателка на македонската олимписка диаспора и нејзин приоритет е да ги поврзе македонските спортисти широм светот. Како ликовен уметник што работи со масло на платно, Дивна има активна кариера повеќе од 30 години, со околу 50 самостојни и групни изложби низ целиот свет.
Нејзиниот уникатен моćен уметнички стил, наречен дивнизам, доби и глобално признание. Таа беше прогласена за најдобра абстрактна експресионистка во светот од страна на светските уметнички награди, како и од страна на американските уметнички награди, избрани од 25 врвни галерии и музеи во светот и во Соединетите Американски држави. Дивна Пешич Грозданов неодамна го освои првото место на еден престижен меѓународен избор, насловен како Art Collectors Choice Awards за 2026 година, на кој се надпреваруваа уметници од 47 земји во светот. 16 меѓународни светски признати колекционери на уметнички дела оценија 50 категории на онлайн слики, што опаќаат цртеж, сликарство, скулптура, дигитална уметност и фотографија. Првата награда и припадна на нашата кавадарчанка, која живее и работи во Соединетите Американски држави. Мицкоски и Орбан. Ист модел, корупција на сите нивоа. Порачаа на денешната пресконференција од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Предавникот Христијан Мицковски отиде кај својот пријател Виктор Орбан да се договара за Никола Груевски и нивните бизниси. Кога оди Мицковски кај Орбан? Во време на огромни корупцијски скандали што ја тресат Унгарија непосредно пред изборите. Последниот скандал, најдобриот другар на Орбан, од водоводжија станува еден од најбогатите луѓе во Унгарија. Како? Преку државни тендери. Дури 14% од сите државни договори од 2010 година завршиле кај блиски луѓе, пријатели на Орбан. Вкупно вредни 32 милиарди долари. Истите криминални тендерски шеми, како Мицковски и ВМРО-ОКГ, што ги спроведуваат во Македонија. 161 тендер за семејната фирма на Томовски, 51 тендер за Pyramid Building, 74 тендери за Ленди Груп, 9 милиони евра за фирма со двајца вработени, 1,2 милиони евра во тендер за фирма блиска со знам во пошта. Станува збор за истиот модел на владење. Иста матрица. Корупција на секое ниво. И Мицковски има свој водоводжија како и Орбан. Томовски, кој ДКСК го бранеше со илузорни и смешни констатации. Кога Мицковски вели дека ги зацврстува блиските врски, еве на кои врски поточно мисли. На врските со вистинскиот шеф на ВМРО-ОКГ, бегалецот Никола Груевски. На превземањето медиуми и гушењето на слободата. Над 40% од медиумите се под контрола на ВМРО токму преку Орбан. На кредитите од 1 милиарда евра со кинески пари. На бизнисот во енергетиката, последно преку фирма керка на Status Energy KFT. На бизнисот на 4IG во телекомуникациите. И секако соработката со Русија на штета на Европската Унија. Мицковски е прокси руски играч на Балканот. Затоа, почитувани граѓани, кога Мицковски вели дека е подготвен да чека со децении, ете на што се мисли. Корупција, криминал, иселување на младите, а Македонија надвородеу, црна дупка на Балканот во скутот на странски и руски интереси. Ова е распродажба на државата, грабеж и предавство на македонските национални интереси. Благодарам.
Филипче со 3,6% рейтинг се уште ги слуша Башановик и Заев, порачаа на денешната пресконференција од владејачката ВМРО ДПМНЕ. Филипче со 3,6% рейтинг од граѓаните се уште ги слуша лошите совети на Башановиќ и на Заев. Освен лојалистите на Заев, веќе никој нема доверба во Филипче и во СДС. Филипче заедно со Заев и Башановиќ ја доведоа СДС на раб на статистичка грешка. Филипче функционира само по директива на Заев, а сега со новиот пиар шеф Башановиќ продолжува кон тонење во политичкото мачуриште. Истите луѓе на Заев, кои допред неколку години заедно го водеа СДС, сега се здружени со Филипче и одат кон пропаст. Во Македонија нема опозиција поради Филипче и СДС. Нивните празни фоскули и демагогии кои ги шират во јавноста не поминуваат и граѓаните тоа го казнуваат. Реформи, дистанцирање и оградување од Заев и Филипче, токму ова му е потребно на СДС за да биде конструктивна, легитимна и кредибилна опозиција. Нема да бидеме децениски заложници на твојот режим. Порака до премиерот Мицкоски од младите на СДСМ. Сите млади луѓе во Македонија го слушнаа предавникот Мицкоски. Подготвен бил да чека децении за влез во Европската Унија. Децении да стоиме во место во изолација. Децении загубени генерации, повеќе млади со билет во еден правец. Децении за празни градови и празна иднина. Децении Македонија да биде во изолација и нас младите да не држи како заложници, доека тој неговата организирана криминална група ја плячкаат Македонија. Ние младите немаме децении за губење. Немаме резервни животи. Ова е наша држава, ова е наша иднина. Секој млад човек сака да живее во држава што се движи напред. Членството во ЕУ е македонски национален интерес. ЕУ е интерес пред се на младите. За систем што функционира за младите, за подобри услови за образование, работа, правда и секако безброј можности за младите. Младите имаат порака до предавникот Мицкоски. Нема да не држиш како заложници додека ограбуваш Македонија и продаваш лажен патриотизам. Некогаш ти клечеше, а сега Македонија е на колена. Нема да дозволиме да си играш и да ја крадеш нашата иднина. Продолжуваме со вести од спортот. Изминатиот викенд, односно 28 и 29 март, членовите на Центарот за боречки вештини Будо од Кавадарци водеа борби на два фронта. На 28 март ММА борците Јордан Џошев, Дарко Димитриев и Илија Митрев настапија на силниот ММА настан БФЦ 4 Gladiators или Bosnian Fighting Championship во Тузла, Босна и Херцеговина, каде што Јордан Џошев во фајт кордот на главниот евент беше поразен од домашниот борец Кенан Омич, а додека Дарко Димитриев и Илија Митрев се бореа на турнирот кој претходеше на главниот настан, каде што Илија со една победа и еден пораз не успеа да се закити со медал, додека Дарко Димитриев прво извојува убедлива победа над противникот од Дагестан Артур Могамедов со судиска одлука, а финалето, кој беше дел од фајт кордот, издвојува победа и освои златен медал против домашниот надпреварувач Елведин Шечич, и тоа со прекин во третата рунда со гушење. На 29 март 5 борци од клубот за бразилска џиу-џица Будо настапија на државното првенство во бразилско џиу-џицу со кимоно или џи, кое се одржа во Велес, каде што, иако на повеќето од нив им беше ова прво надпреварување, направија одлични борби и се закитија со медали. И тоа, Ива Колева во категорија девојчиња за 14-15 години до 55 килограми бел појас освои прво место и златен медал. Петар Темелков, машки 14 до 15 години до 67 килограми бел појас, освои прво место и златен медал. Димитар Јошев, сениор над 18 години до 69 килограми, второ место и сребрен медал. Лео Костов,
сениор над 18 години до 94 килограми, прво место и златен медал. И Лука Ѓошев во категорија машки 14 до 15 години до 84 килограми го освои 6-то место и буквално остана без медал. Да напоменеме дека за Ива Колева, Петар Темелков, Лука Ѓошев и Димитар Јошев ова им беше прво надпреварување, каде што сепак направија одлични резултати. Следува временската прогноза. Претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките планини на северозапад врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од североисточен правец. Температурата ќе се движи од 4 до 11 степени. Тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.